Добро вечер, почитувани. Во Отворено за денеска имам чест да го поздравам доктор Стојан Чорамов. Добар ден. Здраво, како сте? Добре. Ве украдов малце од работното место, меѓутоа вие рековте дека имате денеска многу закажано, што значи морам да забрзам за да можете да втасате на работното место. Да. Имам добар ден, почитувани гледачи на нашите локални медиуми КТВ и РТК. Да ви се заблагодарам за вашата покана да бидам ваш денешен гостин. Тука сме пред се во интерес на јавноста за објективно, транспарентно информирање. Јас во овие 4 години како претседател на Советот на општина Кавадарци ќе имате една голема транспарентност во однос на начинот на функционирање со мене и ми е посебно задоволство се во интерес за добро информирање и објективно информирање на нашите граѓани. Ретко вака транспарентен претседател на Совет сме имале, макар што убаво сме работеле со сите председатели на Советот, бидејќи многу важна функција оваа председател на Совет. Сите сметаат дека е претседавач на Совет, меѓутоа претседателот на Советот може буквално да диригира со настаните на самиот Совет, а настаните се закони или прописи што се на ниво на општина. Баш така. Председателот на Советот на општина Кавадарци е прв меѓу еднаквите. Да. Ние сите сме избрани од нашите граѓани да бидеме нивни елоквентни представители на нивните интереси во наредните 4 години. Председателот на Совет е човек што треба да биде прв меѓу еднаквите, да воспостави почитување на деловникот, на начинот на работа и правила на функционирање во Советот на општина Кавадарци, да овозможи подобра координација на чинителите во самиот Совет, добра координација, добра комуникација меѓу самите советници, се во интерес за доброто на општина Кавадарци, да биде достоен коректор на работата на градоначалникот, а воедно и голема помош на градоначалникот и општинската администрација. И мене како претседател на Совет на општина Кавадарци искрено ми е големо задоволство, меѓутоа и голем предизвик општина Кавадарци во наредните 4 години да ја движиме по една позитивна правилна траекторија и ќе допринесеме да оставиме белег на нашето време. Доктор, вие сте релативно млад, меѓутоа се соочувате со многу голема борба која ве чека наредните 4 години. Да. Дали бевте психички подготвен да се справите со тие предизвици, нови би рекол? Така. Вака, бидејќи секој млад човек, како човек кој решил да остане во оваа држава, сака да допринесе да го издигне општеството на едно повисоко ниво. Денеска, за жал, ние сме сведоци дека луѓето се помалку сакаат да влеваат во политичките води и да влегуваат во овие политички авантури, заради тоа што во овие 30 години наназад политиката во нашата држава овозможи се помал број на лица да се зафатат со решавање на проблемите на граѓаните. Тоа е една од причините зашто луѓето се помал се веруваат во политичките чинители од двете страни, зборувам и за опозицијата и за опозицијата. Тоа ми е најголем предизвик, бидејќи решив како човек што сака да остане да живее во општина Кавадарци, да го дадам својот удел пред се за доброто на сите нас и за доброто на моите деца и не заложба моја лична е да го направиме Кавадарци едно поубаво, попристојно и достојно место за живење. Ова недела се одржа конститутивната седница, мощна, важна седница и од прилика може психолошки да ги посматрам сите советници. Не се почувствува таа оддалечност на СДСМ и ВМРО, независните пратеници, односно советници, се створи една кохезија. Вашиот говор или вашето обраќање посебно ми се допадна. Рековте дека ќе бидете за сите исти. Дали ли вистина ќе биде така? Да. Значи, моја заложба, мој предизвик е претседателот на Совет да биде прв меѓу еднаквите. Добро. Токму и на тој начин на функционирање ќе го практицирам во наредните 4 години. Внатре во Советот на општина Кавадарци, значи кој број 19 членови, има советници кои се по втор пат, има советници како советникот Ристо Сакалиев кој е рекордер подолг период во Советот, значи зборуваме за лица што имаат искуство во Те се малку, во главном се млади луѓе. Во главном се млади луѓе, значи
самиот начин на функционирање ќе го совериме нивното искуство како претходни чинители во Советот, со една свежа енергија, нова, млада, вклучително и мене како претседател прв пат во Советот на општина Кавадарци. Сметам дека ќе допринесиме да овозможиме подобро функционирање во наредните 4 години, пред се во подобра корелација и подобар коректив во работата и на градоначалникот и на општинската администрација, се во интерес на нашите граѓани. Ќе бидете ли постојано присутни таму или пак ќе комбинирате и работа и совет? Така. Јас сум работен во Општа болница Кавадарци со проширена дејност, таму сум специјалист интернист, во едно моментално сум и раководител на еден дел од ковид центарот во нашата болница. Да бидем искрен, со начин на функционирање, со дежурства, со работа, да се работи плюс и советот да се менаџират, тоа е голема одговорност, меѓутоа искрено па и мој голем предизвик. Уште во кампањата спомнав дека пациентите апсолутно не смеат да бидат оставени, бидејќи на жалост во Македонија моментално се соочува со недостиг на лекари. Тоа е еден голем проблем што белите манти или белата чума, како и севкупното население си го зеде данокот, така да апсолутно пациентите во општина Кавадарци што гравитираат кон ендоскопската сала, тоа е сала што работи горно и долно дигестивна ендоскопија, каде што јас сум основоположник на таа сала во општата болница Кавадарци. Сметам дека нема да бидат оставени, исто така пациентите кои се лекуваат во ковид центарот, од моја страна сметам дека нема да бидат изневерени и разушарени. Вие сте квалитетен кадар во оваа област, во медицинската област и веројатно удобро ви е вашето размислување и вистинска штета е да ве немаме како доктор. Па да, апсолутно, значи Особено профилите од овој кадар што ги значи еден од најголемите проблеми моментално на здравството и македонско и кавадаречко е тоа што имаме дефицит на лекари и на жалост младите лекари многу помалку сакаат да останат во своите родни огништа, некои овие западноевропските земји, учење на германски јазик и самото нивно размислување во еден правец уште кога ја земаат дипломата како лекари си го прави данокот, меѓутоа една од причините зашто се нафатив и да работам и плюс да влезам во политичките води е токму тоа дека мора да внимавам на пациентите, бидејќи апсолутно здравјето на пациентите е наша грижа. Значи грижа на лекарите, ние сме тука пред се за нив, заради тоа што без здрава нација ние не можеме да одиме напред. А ќе имате потреба од поголема грижа за граѓаните. Тие програми што вие ги донесете како ВМРО ДПМН, како партија и градоначалникот како негова програма, па може да прифатите некој друг проект и друга програма од друга партија или советник, се посебен предизвик за вас. Кажете ми, како ќе се справите со тој конгломерат на многу области што треба да ви произлезат од работата? Така, една од главните определби во самата предизборна кампања беше скоро на сите политички чинители во овие локални избори беше заштитата на животната средина. Заштита на животната средина беше инкорпорирана во скоро сите програми на сите политички чинители до сега, исто така и на нашата партија ВМРО ДПМН. Здравјето на пациентите на локална основа е најголема директива од заштита на животната средина. Значи животната средина е апсолутен чинител за здравјето, тоа што може и тоа што е во домет на локалната самоуправа. Така да заедно со градоначалникот, заедно со планот за подобрување на животната средина, апсолутно и било која идеја и од друг бил политички релевантен фактор во Советот, идеја од било кој советник, апсолутно ќе биде достојно разгледана, внимателно анализирана. Се во правец за подобрување на животната средина, бидејќи животната средина, загадениот воздух, смогот направи да голем дел од заболувањата пред се на граѓаните се причина токму и заради тоа. Ќе има ли опортунизам во самото тело на Советот? Опортуност заради интереси на партија, дали би биле против одедена одлука или убав предлог на СДС, например? Не, значи една од моите најбитни заложби определби. Тоа што го прочитав во вашиот говор. Еден од моите најбитни заложби определби, бидејќи мојата матична партија ВМРО ДПМН и коалиционите партнери имаат апсолутно мнозинство во Советот на општина Кавадарци. Да кажеме дека сте 10. Да, ние сме 10. Значи нема да дозволам наметнување на волјата на мнозинството над малцинството во Советот на општина Кавадарци. Впрочем, јас ви мој одговор во
кога бев инаугуриран како председател на Совет на општина Кавадарци, најави дека опозицијата и како е потребна во Советот на општина Кавадарци и нема да дозволам внатре да се делиме по политичка основа. Тоа, искрено да бидам, нема да биде лесно, меѓутоа треба голема вештина, голема умешност и апсолутно треба да знаеме дека таму сите сме исти. Опозицијата апсолутно треба да биде конструктивна. Јас верувам дека ќе биде конструктивна, бидејќи познавајќи го составот на лицата, се работи за лица познати во градот, имат оставени и тие некои белек, и тие потекнуваат од граѓани што имаат можеби различна политичка ориентација, меѓутоа верувам дека и нивната определба е иста како сите 19 лица. Кавадарци да биде достоен место за живење, да оставиме белек на нашето време, да биде трајно огниште на генерациите тука да живеат. Така да во однос на локалните определби сметам дека не треба да има политика во 21 век за изградба на канализации, за патишта, за урбанистички проекти, за добробит на самите граѓани. И пак политиката како опција и како определба е потребна различните размислувања, меѓутоа за локалниот просперитет и развој мислам дека ни треба заедништво. Тука апсолутно треба големо менаџирање од страна на нашиот градоначалник, кој искрено во овие 4 години покажа како знае и да се менаџира во нашата општина, како знае да функционира општината во една позитивна траекторија и впрочем тоа граѓаните на општина Кавадарци го препозна. Една од причините за оваа убедлива победа и на градоначалникот и на советничката листа е токму во тој правец. Значи граѓаните видоа дека и овие избори гласаа за делата. Делата во овие 4 години од страна на градоначалникот и од страната на неговото менеџирање беа видливи. Меѓутоа, верувам дека во наредните 4 години нема да застанеме тука и заедно со советничките листи, заедно со независните советници во Советот на општина Кавадарци, со едно добро менаџирање, со едно добро меѓусебно почитување. Впрочем, меѓусебното почитување како опција ни е најбитна за да му оставиме белек на кавадарчанецот како тој нас треба да не почитува. Вие во вашата кампања не бевте непријатни кон противникот, имавте една умерена кампања која еве сега во ова интервју сушто се потврдувате. Ке сакате се да се прави само за доброто на граѓаните. Да, баш така. Значи, целта и определбата е сите правилници, сите насоки на функционирање на општината да бидат, да произлегуваат од интересот и од потребата на граѓаните. Ако паднаа стереотипите, Рамов, можем да кажеме дека ова е некое ново време на ново преструктурирање на партијата или друг правец на размислување и на вашата партија, но и на другата партија? Апсолутно. Од аспект дека во овие 30 години стереотипите да се рушат. Значи до овие 30 години на плурализам во нашата држава, ние видовме и добри и лоши страни. Една од причините е да го почитувајќи го минатото, констатирајќи ги одредени грешки од минатот начин на функционирање, зборувам пред себе, че почнам прво од нашата партија, почнувајќи од партијата спроти нас, значи спротивниот блок. Ние треба да ги извлечеме тие грешки и тие поуки од минатото, да живееме во сегашноста и да размислуваме за иднината. Јас сум како млад човек живеем во сегашноста заради тоа што сегашноста мора да ја концепираме така како што ние сакаме да видиме, меѓутоа мора да бидеме објективни и одредени пропусти, одредени начини на функционирање од минатото. Мислам дека општеството е созреано на повисок степен, каде што може да ги увиди и сметам дека ќе изградиме подобро капче, а иднината ќе ја концепираме ние да почнеме во еден позитивен правец, секој дека една ден ќе дојдат и подобри од нас. Имате ли некои глобални насоки како да се движите како совет, како советници на ВМРО ДПМН или пак ви оставено малку маневрски простор да се сообразите според ситуацијата? Во одредени ситуации. Значи гласања за одредени проекти така. Во однос на начинот на функционирање, на самиот совет, сметам дека клучните определби на советот во однос на начин на функционирање со комисии, начин на функционирање со општинска администрација, корелација со градоначалник, тие се многу битни. Општинската администрација е администрација која треба да има голема помош од советот. Значи советот освен коректив на градоначалникот, треба да биде помош токму и на градоначалникот и на општинската администрација. Бидејќи имаме општини кога градоначалникот е на една страна, мнозинството е на друга страна и од тие политички ровови на крајот страдаат граѓаните.
а секој црпи политичка моќ во Советот од некоја страна. Така е. И во основа е граѓанот. Ние не смееме да бидеме заробеници на одредени политички интереси, Баш така. а граѓанот да го ставиме второ место. Бар зборуваме тука за локално ниво. Па макар и да замижиме со одредени работи. Макар и да замижиме. Токму заради тоа. Значи Може би партијата ќе добие поени во таква ситуација. Апсолутно, значи промените во начин на размислување во партиите, видите, двата политички блока во Македонија во овие 30 години и политички созреваат. Така е. Идат генерации нови што размислуваат можеби малце поразлично од другото. Причина зошто е тоа така? Според мене најголем проблем е тоа што денеска во Македонија многу малце луѓето сакаат да влеваат во овие води. Тие се исплашени бидејќи политиката во овие 30 години реши многу политички судбини. Многу политички судбини беа фрлени на маргините на непознатото во општеството денеска. Затоа ја ви искрено да бидам јас како лекар. Имам една многу благородна, многу хумана професија. Една од причините кога одам низ чаршија, низ град, граѓаните доктори, дали смяташ дека ова е добро? Значи тоа кажува дека денеска комплетно изгубено вербата на населението, вербата на граѓаните во луѓето да се плашат да ја поимат политиката и да ја практицираат. Тоа реално е голем проблем. Сега ние кога го знаеме дека тоа е така. Добро. Сакаме да допринесеме да биде пред се подобро за нас и за нашите поколенија, сметам дека треба да се вложиме, да дадеме се од себе, па граѓаните ќе судат. Јас си впрочем реков, секоја генерација што иде е подобро од претходната. И затоа викам дека една ден сигурно и подобри од нас ќе дојдат. Ако бидете подобри од претходниот совет, вие ќе бидете историско тело кое ќе остави зад себе многу, бидејќи претходниот совет се надмина себе си. И ВМРО и СДСМ и добија сите. Така. И најмногу веројатно, бидејќи гласа граѓаните за вас, затоа ве прашав, ова е едно ново време кое носи нови квалитети. Да, баш. Можеби сме како партија за одредени работи закоравени противници на одредена работа. Да. Тоа видов и на конститутивната седница кога се читаше заклетвата, меѓутоа тука покажавте и една големина како партија. Што правите со некои работи што се специфичност на ВМРО ДПМН? Дали ќе се обидите да ги надминете или пак не? Или ќе бидете водржани? Значи, одредени идеолошки основи на нашата партија ние апсолутно ќе ги почитуваме. Значи, тоа ни е определба, идеолошка основа, идеолошка матрица, меѓутоа повторно ќе кажам, локалното ниво на обичниот граѓанин зависи од локалното менаџирање на самата општина од страна на градоначалник и совет, а идеолошките контури на десницата кои се разликуваат од левиците? Да. Значи тоа е сосема природно и тоа така треба да биде, бидејќи идеолошката матрица на двете партии демохристијанскиот ваш. Да, тоа е наш концепт. Многу проекти ќе ви стојат на располагање. Што би сакале во овој 4-годишни мандат да направите, а што може и без него? Па вака, во однос на начин на функционирање, јас со господинот активен градоначалник господин Митко Јанчев имавме една интензивна предизборна кампања. Така? Еден месец буквално го посетивме скоро секој дом, секоја уличка. Искрен да бидам, наидовме на една многу позитивна атмосфера, позитивен дух, кога одиш со граѓаните, кога оставаруваш контакт со нив. Една од причините што ни даваше поголем лајтмотив и поголема енергија е таквиот прием на граѓаните. Значи граѓаните видоа дека таквиот начин на функционирање токму и на советот претходен, таму беше проблем што требаше да се прават одредени болни компромиси меѓу советничките листи кои искрено тие болни нашето општество тие болни компромиси можеби уште не е зрело да ги свати. Мислам дека не е зрело. Меѓутоа факт е дека на политичка основа имаше болни компромиси, тоа беше за нашата партија, ВМРО ДПМН апсолутно видно. Тоа се покажа како добро, докторе. Апсолутно. Во некои сегменти. Меѓутоа сметам дека тие болни компромиси како идеолошка матрица, десница, демохристијанска, ние како партија бевме и сведоци, меѓутоа
Тешко ги преболевте, да. Тешко ги преболевме, да бидеме реални, ама сега ќе бидеме уште потешка обврска. Зошто? Така. Заради тоа што сега апсолутната власт дава и поголем проблем. Значи, опивањето од власт и апсолутна власт е најлош за демократијата. Уште полошо отколку да си во опозиција. Токму заради тоа. Така е. Значи, ние сме една од, да не речам, единствени во Македонија што имаме мнозинство во Совет. Една од причините на моето обраќање на конститутивната седница беше во таков правец. Така е. Значи, не дај Боже да имаме неконструктивна опозиција или воопшто да нема опозиција. Апсолутно. Кој ќе биде наш коректор? Никој. Ки може да прави што така. Значи, тоа е реално голем проблем. Една од причините кога најбрзо апсолутната власт се губи е токму кога имаш најголем број на советници и на жалост тоа се случуваат најголемите разочарувања. Така да колку што е предизвик што освоивме 10 советнички мандати, никогаш досега Советот на општина Кавадарци немал апсолутно мнозинство од некоја политичка партија. Ова е за прв пат. Значи, ова е голема поддршка. Лутиковот максимално. Апсолутно голема поддршка на граѓаните, меѓутоа апсолутно и голема одговорност. Очекувавте ли 10 советници? Да бидем искрени. Значи, нашите очекувања пред самата изборна трка, значи самиот изборен процес беа дека нашите анкети, информациите наши од нашата партија беа дека имаме одреден процент на нашиот политички опонент, меѓутоа вечерот кога ги слушнавме резултатите, ние искрено бевме прилично расположени. Чув дека им можевте 11. Да, за 80 гласа можевме да го Вие случивте 11 пати. Да, 11 од Совет. Треба да го знаат тоа граѓаните, бидејќи тоа зборува за наклонетост на Кавадарчани кон вас. Да, баш така. Тоа е голема одговорност, да ви кажам. Тоа е голема одговорност и што рекоте апсолутната власт. Апсолутната власт е голема одговорност и голем предизвик. Така да 4 години ќе поминат многу брзо. Да. Реално многу брзо. Ќе се потрудиме да оставиме одреден белег. Сметам дека како генерација треба да го дадеме најдоброто од нас. Привршуваме со емисијата, треба се вратите на работа. Реторички, политички добро говорите, тоа е моја проценка. Имавте ли некое образование за настап пред медиуми? Не, да бидем искрен, ова е... Го имате во вашата крв? Ова денеска е прво крштевање мое пред медиум. Добро настапувате и на јавната сцена. Колку е битен тој однос, тоа говорење ваше, тој пристап за стегување на прашањата за било кој проблем? За умирување или за смирување или пак релаксирање на односите, кои се многу битни во политиката? Апсолутно баш така, значи релаксирање и намалување на поларизацијата во тензиите во двата политички концепта е нешто на кое мора да работиме. Така. За искрено тоа не е баш така лесно, декларативно да го каже човек е голем предизвик, тоа бара и жртви. Факт е дека на тој пат сигурно и многу жртви ги паднат. Јанчев работеше на ова поле многу и многу имаше успех, затоа апсолутно. Значи во локален карактер, политичкото менеджирање, сметам дека треба да се води на тој правец. Бидејќи граѓаните не смееме да ги делиме дали се на пристапници на едната или на другата партија, или пак застапува независен советник. Да, може. Апсолутно, тука сите се исти и токму заради тоа сметам дека треба да биде малце поразлично. Тоа нешто што мора да не води во наредните 4 години е нудењето на проекти и решение за тие проекти. Во изменатиот совет, 4 годишниот мандат на нашиот старонов градоначелник господин Митко Јанчев беше реализиран за 2 години. Капиталните инвестиции што сега ги најавме во нашата програма како проекти и како програма, ние сме обврзани да ги доставиме до централната власт. Апсолутно. Меѓутоа од тука натаки со лобирање, со желба, и тоа не е така баш лесно, со менеджирање да се донесат средства, да се направи сето тоа бара исто така голема работа. Меѓутоа прво ние мора да ја завршиме работата во нашиот двор. Сметам дека еден од големите проблеми во општините е и луѓето што не давањето на проекти. Значи не е само тоа дека централната власт треба да седи и само таа да не храни со донации, со пари, за да може да заврши. Значи законот за децентрализација кај нас не е комплетно доспроведен. Едно од определбите на чекорењето кон Европската унија е комплетно давање, односно донесување законот на децентрализација на локално ниво. Тој уште во нашата држава не е имплементиран до крај. Тоа е една од причините зашто општините се зависни од централната власт.
Тоа е реално голем проблем. Што ни остава сега? Нас ни остава простор за проектите, изработката на проектите, доставувањето на документацијата до централната власт, до министерства. Тој план ние мора да го завршиме. Тоа зависи од нас. Тоа не зависи од централната власт во Скопје. Така да на тој план мора да бидеме заеднички сите сложни, дека тие проекти капитални се капитални објекти. Јас верувам дека ако и погледнеме изборните програми и на двете страни, одредени капитални инвестиции ни се поклопува. Значи во однос на Старинскиот дом, тоа беше дом што беше во текот на кампањата и од нашиот политички противник и од нас беше прокламиран како потребен. И добра работа. И реално е потребен. Така е. И реално е потребен. Значи во однос на тој план сметам дека не треба да се делиме во однос на проектите дали се во наше време или факт е дека проекти се сите заедно и тие се добро што се градат. Ке можат и граѓаните почесто да ве гледаат, ќе имате ли ваше место или термин во зградата? Значи во зградата општинска ќе има приемен ден за граѓаните, значи одредени барања, потреби, има комисии на советот кои што треба да се одредена потреба на одреден граѓанин да ја насочиме се во план за неговата потреба, негово барање. Ипак ние сме тука за нив. Добро. Вака многу убав печаток би оставите за почеток. Многу често ќе бараме ваше мислење и ќе ги следиме вашите работи. Во колку седници се планира до прилика во еден мандат да се одржат? Па обично седниците треба да бидат од 45 до 60, еднаш месечно е минимална основа за седница. До крајот на годината се планираме отприлика со нашите општински служби, колку што знам, 2. Едната прва наредна не сега на 15 ноември. Ви имате некои се обавези да донесете буџет, баланс, ако има до нова година? Буџетот мора да се донесе отприлика 20 дена пред почетокот новата година, значи отприлика некаде 10-11 декември ќе имаме седница за буџетот за наредната година. И материјалот се доставува до советниците 7 дена пред одржување на собраниста седница, во која советниците се запознаваат за текот, за точките на дневен ред, за тоа што е на седницата. Има координација меѓу претходно со советничките групи, со координаторите и сметам дека нема да има проблем. Мене ми е лично многу драго бидејќи сте транспарентен и буквално отворено лавите изборувате за се што ни е потребно, тоа ни треба нам, а граѓаните веројатно ќе сакаат исто таков човек бидејќи затвореноста на одредена структура, политичка особено раководна е многу важна за Кавадарци. Во изминатиот период сме имале такви состојби, сега ми е било што и претходниот совет и овој имаат транспарентност од огромно значење. Доктор, благодарам. Благодарам на вашата покана. Знаете дека од моја страна секогаш ќе имате прекрасен, транспарентен однос, се во интерес на нашите граѓани. Благодарам многу. Благодарам. Почитувани, тоа беше новиот председател на Советот на општина Кавадарци, господинот доктор Стојан Шурамов од ВМРО ДПМН. Неговото гостување во емисија беше со повод конституирањето на Советот на општина Кавадарци ова недела. Верувам дека она што го кажа ќе биде фуснота за раководење со ова значајно политичко тело на ниво на општина во наредниот период. Се надевам дека ќе биде достапен и ќе го поздравите она што тој ќе го работи лично и советот кој ќе го раководи. Пријатна вечер со нашата програма.